Универзитетот Гоце Делчев Штип и Црвениот крст на Македонија денес промовираа платформа за соработка. За нас како универзитет, а и за нашите студенти, бидејќи ние имаме навистина сите струки, сите професии може да најдат некаква форма на соработка со Црвениот крст. Верувам дека на младите ќе им значи ова и заедно ќе можеме да градиме подобар, побезбеден свет. Соработката Црвениот крст ја гледа низ две содржини. Едната е платформа за соработка, односно платформа за волонтирање на универзитетите, која платформа во наредниот период едноставно ќе ги отвори можностите за дополнителна работа и соработка. И втората содржина е така наречената Академија на Црвениот крст, која ќе овозможи размена помеѓу практиките на Црвениот крст и научните достигнувања, односно научната работа. Колку студентите се активни во оваа насока? Нашите студенти, морам да ги пофалам, нашите студенти се многу активни, тие често и сами промовираат или во соработка со Црвениот крст, или сами промовираат хуманитарни активности на кои вие сте сведоци. Од бесплатни проверки здравствени, кои што често ги прават студентите од медицина, до учество на наши волонтери во сите акции кои што ги промовира Црвениот крст. Каква е перспективата на Црвениот крст? Некаде во нашата организација имаме околу 4000 волонтери или активни, тие се повремено вклучуваат во нашите активности. Најголем број од тие волонтери сочинуваат токму младите, така да навистина сме и среќни и сметаме дека од тој аспект нема некоја грижа поголема дека организацијата нема во наредниот период да гази во оној вистински правец на својот развој. Црвениот крст платформи на соработка планира да оствари во сите државни универзитети во државата, но и останатите, а сето ова ќе се случува оваа година, кога тој одбележува 80 години од постоењето.